Ова е анкетниот лист на Владимир Талевски, кандидат за градоначалник на овие избори, изваден од Државната комисија за спречување на корупција. На овој анкетен лист е пријавен имотот на Талевски, кој се состои според овој документ од 2 станови и 1 моторно возило. Дотука за нас не е ништо спорно, но документите до кои дојде опозицијата, а кои се извадени од Агенцијата за катастар на недвижности, наведуваат на некоја друга имотна состојба на Талевски. Прашуваме, дали Талевски и неговата сопруга поседуваат стан на улица Бондес Керлевски, број 44/4, кат 1, имотен лист број 19674. Тоа е овој документ. Дали Владимир Талевски поседува уште еден стан на улица Бондес Керлевски, број 4/4 на приземје, имотен лист број 92-380. Значи станува збор за друг број на имотниот лист. Катастарски тоа изгледа вака. Значи на 2 различни локации, а под иста адреса. Дали се поседуваат стан на улица 13 јули, кат 1, стан број 9, на име на неговата сопруга, со имотен лист број 97556. Тоа е третиот. Четвртиот. Дали поседуваат стан на улица 13 јули, кат 1, стан број 8, имотен лист број 97552. Стан број 5. Ова се двата станови како изгледаат според катастар. Стан број 5 на улица Борис Бастерот, кат 1, стан број 3, имотен лист број 40512. Еве како каде се наоѓа локацијата и на овој стан. Почитувани, Законот за спречување на корупција повикува на обврска и должност секој избрано именувано лице податоците за својата имотна состојба да ги дава во пропишан образец со детален опис на имотот и со обврзувачко наведување на основот на стекнување на тој имот. Денес Сојузот за иднината веќе достави преставка со брза пошта до антикорупцијска комисија со цел да испита имотната состојба на Владимир Талевски и да го утврди потеклото на имотот согласно член 36 од Законот за спречување на корупција. Доколку се констатираат неправилности, ќе се овозможи поведување на 2 постапки против Талевски, што произлегуваат од цитираниот закон, и тоа: прекршечна постапка и барање до УЈП за испитување на имотот и имотната состојба на Талевски. Исто така се создаваат основани сомневања дека има елементи од кривично дело против правно стекнување и прикривање на имот од член 359а од Кривичниот законник на Република Македонија. Очекуваме антикорупцијска комисија со истата ургентност уште утре да закаже седница на која ќе утврди одговорноста на Талевски по истиот принцип со кој вчера реагираа за нашиот кандидат во Центар, господинот Андреј Жерновски. Кога антикорупцијска комисија ќе прифати нашата представка, очекуваме Талевски доблесно да се повлече од изборната трка на 7 април и да им се извини на битолчани што го криел имотот и што со него се изгубени 8 години живот во Битола. Ви благодарам.